Добро дојдовте во Актуелна тера. Еве ги вестите на денот. 19 години од атентатот на Киро Глигоров. Истрагата се уште трае. Во септември Управата за јавни приходи утврди неправилности кај 11 даночни обврзници. Неделата на детето ќе се одбележи во Битола. Нови и поостри санкции за сообраќајни прекршоци. Пред 19 години на денешен ден врз тогашниот македонски председател Киро Глигоров беше извршен неуспешен атентат во кој Глигоров се здоби со тешки телесни повреди, а неговиот возач Александар Спировски почина на лице место. Во експлозијата беа повредени уште 3 други лица. Експлозијата која требаше да биде фатална за Глигоров беше поставена во автомобил Ауди 8 во близина на хотелот Бристол и експлодира во моментот кога председателот минувал покрај неа. Истрагата за атентатот се уште се води, но и до ден денешен се уште не се знае кои се извршителите ниту нарачателите на атентатот. Во септември во Битола Управата за јавни приходи изрече глоби и даде решенија за времена забрана на вршење на дејност во деловните објекти во трајање од 15 дена на 11 даночни обврзници. Маја Богоевска. Во последните 3 месеци на подрачјето на Управата за јавни приходи на регионалната дирекција Битола извршени се повеќе од 300 контроли. Со извршените контроли утврдени се неправилности кај 92 даночни обврзника и кај истите изречени се глоби и дадени решенија за времена забрана на вршење на дејност. Констатирани се неправилности кај 13 субјекти за нерегистрирано вршење на дејност и кај 79 даночни обврзници за нецелосно регистрирање на готовинскиот промет преку фискален апарат. Само во Битола во месец септември со извршените редовни контроли, Управата за јавни приходи, регионална дирекција Битола утврди неправилности во работењето, односно нередовно издавање на фискални сметки кај 11 даночни обврзници. На истите изречени се глоби и дадени решенија за времена забрана на вршење на дејност во деловните објекти во трајање од 15 дена. Работни групи на СОНК и Министерството за образование и наука ќе ги решаваат проблемите во образованието. Одлуката паднала на вчерашната седница меѓу синдикалниот лидер Јаким Неделков и Министерот за образование и наука Абдулаќи Мадеми. Групите поединечно ќе расправаат за клучните прашања околу казните и наградите од екстерното тестирање, висината на платите на просветарите, колективните договори и условите и обврските на вработените во градинките и културата. Според Синдикатот за образование, наука и култура, ова е првиот чекор кој може да донесе заемно прифатливи решенија за двете инволвирани страни. Од СОНК бараат ревидирање на казнената политика, проверка на инспекцијскиот надзор, итно стопирање на казните, корекција на платите. Дали и како ќе резултираат средбите ќе се види откако работните групи ќе ги завршат преговорите. Досега поради несогласувањата и отсуството на социјален диалог на синдикатот и надлежните беше најавен и генерален штрајк, кој во последен момент беше ставен во мирување. Дополнително СОНК на власта и даде рок од 3 месеци на заедничка маса да ги решат проблемите. Во спротивно се заканија дека ќе го активираат штрајкот на просветарите. Да се подигне јавната свест за почитување на сообраќајните правила за учесниците во сообраќајот е главната цел на новиот предлог закон за безбедност на сообраќајот на патиштата, а во кој се предвидени измени во делот од превенцијата, преку воведување нови сообраќајни прекршоци, па се до заострување на санкциите и казните на постоечките, воедно и за усогласување со законот за прекршоци. Со новиот предлог закон покрај прекршочниот платен налог се воведува мандатен платен налог во околу 84 помали прекршоци за безбедноста на сообраќајот. Тоа значи дека доколку во предвидениот рок не се плати определената глоба или до 30-тиот ден не се запишат негативните поени во возачката книшка, тогаш налогот веднаш оди на извршување во Управата за јавни приходи. Најкарактеристични случаи за кои е предвиден мандатен платен налог е брзото возење, возење под дејство на алкохол и непрописно паркирање и запирање. Како што информираат од МВР, во населено место, доколку се надмине брзината од 50 км на час, казната за физичките лица е 500 евра во денарска противредност или 65 негативни поени и заштитна мерка забрана за управување со возило од 6 до 12 месеци. До 10 км на час над дозволената брзина, казната е 20 евра. Од 10 до 30 км 45 евра или 25 негативни бода. Од 30 до 50 км на час
час, поголема брзина од дозволената во населено место, казната е 300 евра или 50 негативни бодови и заштитна мерка забрана за управување со возило од 3 до 12 месеци. Правните лица согласно новиот предлог закон за сообраќајните прекршоци главно ќе плаќаат глоба од 1000 евра, а одговорното лице во правниот субјект 30% од утврдената глоба. Што се однесува до алкохолот, измени има во однос на професионалните возачи, и тоа до 0,5 промили алкохол во крвта, глобата е 200 евра или 40 негативни бода. Од 0,51 до 1 промил 250 евра или 40 поени. Од 1,01 до 1,50 глобата е 300 евра или 50 поени. Од 1,51 до 2 промили алкохол во крвта, глобата е 350 евра или 55 поени, а над 2 промили 400 евра или 60 казнени поени. За сите овие е предвидена и заштитна мерка забрана за управување со возило од 3 до 12 месеци. За сигурносниот појас, доколку не го користи возачот, глоба е предвидена од 45 евра во денарска противредност или 25 негативни бода, додека за сопатниците казната е 50 евра. Говорење на мобилен на возачот ќе се казнува со 45 евра или 25 поени. Со овој предлог закон, велосипедистите се должни да имаат на предната страна бело светло и катадиоптер, во спротивно ќе плаќаат глоба од 50 евра. Од МВР посочија дека од 2006 година до 2014 година на годишно ниво во сообраќајни несреќи животот го губат 157 лица. Се освети црква во Старскиот дом Сјурајдер, која е опремена со донација, а донаторот сакал да остане анонимен. Маја Богоевска. Денес се освети црквата Свети Ѓорги, која се наоѓа во дворот на Старскиот дом Сјурајдер. Таа беше реновирана, адаптирана и опремена со донација од битолчанка, која сакала да остане анонимна. Инаку црквичката се вика Свети Ѓорги по повод на тој светец и славата на овај светец, а исто ќе биде и слава на домот, е на 9 декември. Повод и причина повеќе за ова наша средба во толкав голем број во кругот во дворот на домот е и се и продолжените активности од 1 октомври, денот на старите лица, за грижа и нега на старите лица, па по тој повод денес како гости се дојдени и од Сдруженијето на пензионери од град Битола. Председателството е тука заедно со нас, го сподели овај убав настан, а и како поклон, како донација ни донесе телевизор. Денес отворање на ова црквиче, јас можам само да честитам на директорката за таа идеја, за донатори можат да се најдат, може да спомнам, а сепак треба некои такви идеи да спроведи. И мислам дека ова е една многу добра работа за нашите верници. А ние како пензионери, како Сдружение на пензионери, сме секогаш спремни да помагаме во рамките на можностите десенува по потреба во договор со директорката и сите потреби што имаат. Директорката потенцираше и дека моментално се реализира проект за општо корисна работа на луѓе кои се кај нив со определено работно време. Помагаат во негата и грижата на нашите корисници, а сите знаеме дека на старите луѓе им е потреба на голема нега и грижа, така за секој ваков проект, секоја ваква акција е добре дојдена за квалитетно извршување на нашите услуги. Во Старскиот дом бројката на корисници се движи околу 150. Интересот за згрижување на старите лица е стално во континуитет, е доста голем. А домот се знае дека е под капата на Министерството за труд и социјална политика и под општина Битола, така да ние згрижуваме две категории на корисници. Корисници со индивидуални договори и оние корисници кои се згрижуваат со решенија од центрите за социјална работа. Листата на чекање е во континуитет, околу 40-50 луѓе, променлива категорија. Летниот период беше малку помала, да речеме околу 30 и нешто, али во континуитет можеме да кажеме дека околу 50 корисници од различни категории чекаат на ред за сместување во домот. Велат дека ќе продолжат во разубавувањето на деновите на старите лица, а денес во тоа им помогнаа децата од игралното друштво Плетенка и градинката Мајски цвет. Еве што ќе гледате во продолжение. Неделата на детето ќе се одбележи во Битола.
Останете со нас, се враќаме по кусата пауза. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: како да се подобри квалитетот на воздухот? Со строги еколошки мерки, повисоки казни за загадувачите, поголемо користење на јавниот превоз, редуцирање на сообраќајот во центарот на градот. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Точно 19 години од обидот за атентат на првиот македонски претседател Киро Глигоров, кој почина пред 2 години од природна смрт. Премиерите на Македонија и Чешка преку бизнис форум во Прага испратија порека дека вратите на македонско-чешка економска соработка се ширум отворени. Со поостра казнена политика ќе се воведат нови решенија за јакнење на безбедноста во сообраќајот. МВР подготвува нов закон за безбедност во сообраќајот. Во чест на 15 загинати во вчерашната експлозија во фабрика во село Горни Лом, денеска е ден на жалост во Бугарија. Европската слободна алијанса, чија членка е и партијата на македонците во Грција Виножито, протестира против именувањето на Димитрис Аврамополу за еврокомесар за миграција и внатрешни работи. Камерман, хонорарно ангажиран од американската ABC за потребите во Либерија, е заразен со вирусот Ебола и ќе биде пренесен во сад на лекување. Неделата на детето ќе се одбележи во Битола. Подготовките почна. И Тера телевизија ќе се вклучи во одбележувањето на неделата со емитување на кратки клипчиња за активностите на учениците од градинката Естреја Овадија Мар. Вака најмалите од градинката Пролет во Битола ги почнаа подготовките за одбележување на неделата на детето. Секоја година, првата седмица од месец октомври им се посветува на децата под мотото Детска недела. Детската амбасада меѓаше како организација чија главна мисија се децата и заштитата на нивните права и оваа година ќе организира активности со цел да се одбележи Детската недела. Активности секој ден од 6 до 10 октомври и во градинката Пролет. Ќе се одржат креативни работилници на кои ќе присуствуваат и родителите, а децата од бабите и дедовците ќе можат да слушнат стари приказни и ќе им ги пренесат игрите кои за нив биле интересни во нивното детско доба. Во четврток на 9 октомври производите од креативната работилница ќе бидат заменети за парични донации во Црвениот крст. Неделата на детето ќе биде заокружена со хепенинг низ битолските улици, насловен "Децата се игра, децата се песна, децата се радоста и среќата на светот". Децата имаат право да живеат со оние кои ги сакаат, зашто најубаво растат кога се сакани и кога сакаат. Децата имаат право да научат докаде е вистинската меѓа, па она што го прават никого да не го вреѓа. Децата имаат право да знаат се ги интересира, да прашуваат многу, но и одговори да добиват. Децата имаат право на сестра и брат. Тие за него се топлина, радост и светлина зрак.
Вака со еден покреативен пристап се допира до децата и се поттикнува самоиницијативно почесто да размислуваат за своите права. Во текот на неделата ќе се дискутира за правата на децата. Децата добиваат и опште информации за детската амбасада и за бесплатниот SOS телефон 0800 1 22 22 и за Конвенцијата за правата на детето. Генералното собрание на Обединетите нации ја донесе Конвенцијата и на 20 ноември 1989 година, на 30 годишнината на Декларацијата за правата на детето, ја стави на подпишување. Откако беше ратификувано од потребниот број нации, на 2 септември 1990 година Конвенцијата стапи на сила. Од ноември 2009 година 194 земји ја ратификуваа, вклучувајќи ги и сите членки на Обединетите нации. Свечено отворен годинашниот Интерфест. Македонската опера и балет синоќа го отвори фестивалот на класична музика Интерфест Битола со премиера на операта Така прават сите од Моцарт. Режисер на операта во 2 чина е Цветан Стојановски, а диригент Саша Николовски Ѓумар. Сценограф на оперската представа е Зоран Николовски, костимограф Марта Трендафилова, а кореограф Олга Панго, асистент режисер Љупка Јакимовска. Фестивалот ќе трае од 2 до 12 октомври со гости од Италија, Германија, Соединетите Американски држави, Бразил. Интерфест ќе заврши на 12 октомври со концерт на виолинистите Ана и Олег Кондратенко и пијанистката Марија Вршкова. Музичкиот хепенинг Биди и те дел од Звезденото небо на Тоше недела по 7 пат ќе се одржи во Скопје. Традиционално хепенингот е во чест на последниот концерт на Тоше одржан во Скопје пред 7 години. Годинава настанот ќе се одржи на плоштадот Карпошово во Станије пред музеот на Холокаустот. Музичкиот хепенинг е по иницијатива на обожавателите на Тоше Проески во спомен на прерано починатата македонска музичка звезда на денот на неговиот последен концерт во Скопје. Целта е, велат, заедно да се присетат на неговата музика и лик, но и да создадат звездено небо во негова чест, водени од максимата на Тоше: за моја среќа, јас и моите обожаватели дишиме како едно. Во рамките на одбележувањето на овај датум ќе се одржи и традиционалната крводарителска акција Јас што туку спасив живот, а вие? Битола е позната по многу нешта, и по конзулите, и по клавирите, и по широксокак, и по пелистер. Но податоци од историјата покажуваат дека во Битола и за време на младотурската револуција биле организирани низа спортски настани, меѓу кои и првиот бокс меч од страна на војводата Ролев Железниот. Оливера Михајловска. Војводата Стефан Ролев, роден 1865-та, кого народот го нарекувал со прекарот Железниот, поради извонредните физички предиспозиции, бил втемелувач на повеќе спортски дисциплини во Битола. За војводата Железниот Ролев се знае дека бил роден во селото Врбени, Егејска Македонија, во истото родно место на познатиот македонски револуционер Александар Турунџев, а бил 7 години постар од него. Детството го минал во селото, а подоцна во Битола завршил Екзархиска гимназија. Израснал во високо момче со атлетска конструкција и голема физичка сила. Тој во 1901-та се вклучил како комита во четата на војводата Лерински. Во тоа време во четите се вршеле и воени обуки во духот на старите ајдучки традиции. Биле организирани надпревари во трчање, скокање, фрлање камен, стрелање, борење. Тоа му помогнало на Ролев да зајакне физички, да се стекне со борбени вештини. Имал забележителни постигнувања во илинденскиот период. Бил познат како војводата Бигленски и Лерински, како и по неговата суровост кон непријателот. По неуспехот на восстанието во постилинденскиот период патувал во европските земји и САД, каде што ги проучувал гимнастичките и другите спортови. Се вратил во Македонија за да го пренесе знаењето на помладите генерации. Најголемиот дел од животот го минал во Битола. Карактеристичен е по тоа што бил првиот сестран спортист во Битола. Го организирал и првиот боксерски меч во Битола за време на младотурскиот период во кој тој учествувал, а тоа го документирале браќата Манаки. По младотурската револуција во Битола го создал и првото гимнастичко друштво Пелистерски јунак, преку кое ја развивал физичката култура кај младите битолчани. Членовите на клубот носеле униформи и изведувале гимнастички вежби на спортски надпревари. Настапувале во многу јавни манифестации, а тој бил атракција со своите невообичаени вештини како кршење камен на градите, виткање железо, акробатски вежби на велосипед и слично. Војводата Железниот Ролев живеел 104 години. Починал во 1969 година во Битола.
Еве што донесува светот на Актуел. Ден на жалост во Бугарија. Останете со нас, следуваат уште светски вести. Македонската опера и балет со комичната опера "Така прават сите" го отвори 23-то издание на Интерфест Битола. Хрватската представа "Се гледаме на Ден Хаг" викендов ќе се прикаже во Битола. Ревија на европски филмови во 3D киното во нашиот град. Во чест на 15 загинати во вчерашната експлозија во фабриката во село Горни Лом, денеска е ден на жалост. Точно напладне во храмот Света Недела ќе почне службата за нивни спомен. Бугарија жали за своите загинати сограѓани. Во чест на 15 загинати во вчерашната експлозија во фабриката во село Горни Лом, денеска е ден на жалост. Точно напладне во храмот Света Недела ќе почне службата за нивен спомен. Во меѓувреме надлежните трагаат по причините за несреќата. Во моментов на терен се одвива истрагата. Дел од експертите коментираат дека причина за експлозијата е човечка грешка, додека пак други тврдат дека таа се случила поради огромното количество на експлозив. Инаку од вчера фабриката е затворена, а забранет е и пристапот до неа. Според снимките од воздух, двете работилници се изгорени до темел, а на нивно место има само длабоки кратери. Таму вчера во силната експлозија загинаа 13 мажи и една жена. Во завршните зборови на судењето на Радован Караџиќ, неговиот адвокат изјави дека поранешниот лидер на босанските срби ниту наредил, ниту знаел нешто за убиствата на 7000 муслимани, па од тука не може да биде виновен за геноцид. Не постои ниту еден доказ дека Караџиќ планирал или наредил екзекуција на затворениците од Сребреница или дека тој знаел за тоа, изјави пред Хашкиот трибунал правниот советник на Караџиќ Питер Робинсон во своите завршни зборови на судењето на поранешниот претседател на Република Српска, кој е обвинет за воени злосторства. Всушност тоа се криело од него. Сите сведоци изјавија дека Караџиќ не бил информиран и дека тој немал никаква улога во убиствата, додаде Робинсон. Тој потенцира дека масакрот на илјадниците мажи и момчиња извршен во јули 95 година од страна на силите на босанските срби е незамисливо злосторство, но оти би било неправедно Караџиќ да се осуди за геноцид. Обвинителството не докажа дека убиствата и условите за живот на затворениците имале за цел уништување на група и со тоа остварување на геноцидни намери. Доказите против Караџиќ се толку тенка теорија која се распаѓа кога фактите ќе се одделат од заклучоците, рече тој. 69 годишниот Караџиќ е обвинет за планирање на геноцид во Сребреница во 95-та и во уште 7 други босански општини во 92 година, за прогон на несрпското население, за тероризирање на населението на Сараево, кое во војната се наоѓало под опсада, и за земање на мировници на Обединетите нации како заложници. Обвинителите побараат доживотна затворска казна за поранешниот водач на босанските срби. Се очекува пресудата да биде изречена по завршување на презентацијата на завршните зборови во текот на летото 2015 година. Извршниот директор на Меѓународниот монетарен фонд Кристин Лагард изјави дека светската економија влезе во овај стадиум на својот развој и нискиот раст ќе трае долго. Овај период ќе биде проследен со ниска инфлација и висока невработеност, пренесе РИА Новости. Ниска инфлација и висока невработеност, тоа е она што сега го гледаме во еврозоната. Во некои земји е посилно изразена отколку во другите, изјави Лагард. Таа истакна дека ММФ е загрижен од растечкиот тренд за прилив на ликвидни средства од банкарскиот сектор кон сивата економија. Во некои случаи сивото банкарство е потребно, но проблемот е таму дека нема доволно информации за таинственото банкарство. Ова бара особено внимание, додаде Лагард. Исто така таа обрна внимание на геополитичките ризици настанати во последните години. Првото што би сакала да го истакнам е ескалацијата на конфликтот во Украина. Тој може да се нарече деструктивен. Тоа го урива влијанието на цените на стоковите пазари и трговија, изјави извршниот директор на ММФ. Исто така, според неа, влијание на светската економија влијаат и конфликтите во Блискиот исток и ширењето на еболата. Камерман, хонорарно ангажиран од американската NBC за потребите во Либерија, е заразен со вирусот Ебола и ќе биде пренесен во Соединетите Американски држави на лекување, јавуваат светските медиуми.
Ашоко Мукпо бил ангажиран во вторникот, а симптомите на вирусот кај него се појавиле во средата. Се верува дека ова е првиот случај на американски новинар да биде заболен од смртоносниот вирус по избувнувањето на епидемијата на болеста во Западна Африка. Воедно тој е четвртиот американец кој се заразил во Либерија по докторите Рик Сактра и Кент Брантли, како и Ненеси Рајтбол. Сите тројца се излекувани. Во Хонг Конг, 6-ти ден поред продолжуваат продемократските демонстрации. Власта назначи преговарач со студентите на неколку минути пред полноќ, рок кој демонстрантите го поставија на владата да одговори на нивните барања. Демонстрантите бараат Пекинг во 2017 година да овозможи слободни избори во Хонг Конг. Лидерот на Хонг Конг, Леунг Чунг Јинг, во текот на вчерашниот ден именуваше одговорно лице за преговорите во име на владата со студентите кои протестираат. Неговата одлука допринела за намалување на тензијата и вечерта меѓу четвртокот и петокот поминала мирно. Принцот Вилјам и неговата сопруга Кейт испратија предупредувачко писмо на фотографот кој се обиде да го снима нивниот син принцот Џорџ и неговата дадилка. Портпаролот на војводата и војводката на Кембридж рече дека фотографот најверојатно вршел наблюдување на секојдневните активности на принцот. Тој додаде дека детето требало да биде однесено од парк во централниот дел на Лондон минатата недела, кога предметниот фотограф се приближил премногу до него. Војводата и војводката презедоа правни действија со изјавата дека еден човек го измачувал и гонел принцот Џорџ и неговата дадилка, изјави портпаролот за Associated France Press. Тие двајцата ја разбираат посебната општествена улога на принцот Џорџ, кој еден ден тој ќе ја наследи, но додека е мал, тој мора да има можност да води нормален живот. Ниту еден родител не би се согласил детето и неговата дадилка да бидат прогонувани и малтретирани додека детето игра во јавен парк или е на прошетка, додаде тој. А еве какво ќе биде времето во наредните денови. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето? Тука е крајот на Актуел. Ви благодариме за вниманието. Повеќе информации на tera.mk. Пријатно.